Корона притисокот полека се намалува, слободни места во болниците има, а вакцинацијата оди добро, изјави денес министерот за здравство Венко Филипче. Добро се одвива вакцинацијата. Заклучно со вчерашниот ден близу 30.000 граѓани се вакцинирани. Во оној дел кој што значи вакцинација по пунктовите, некаде околу 12.000, откупно 22.000 распределени дози на вакцината AstraZeneca. Во меѓувреме, најавените европски вакцини наместо во април ќе пристигнат на почетокот од мај, но затоа поголема количина на нови вакцини ќе има од Кина, што ќе значи и нова организација. 200.000 вакцини ќе бидат распределени по овој систем на вакцинација кој што веќе се спроведува ширум државата. И само уште една информација, ќе работиме на во овој период кој што е пред нас, очекувајќи и кинеските вакцини кои што ќе направат најголема промена у динамиката на спроведување на вакцинација и места за масовна вакцинација во уште неколку градови, по примерот на салата Борис Трајковски, Куманово, Штип, Кавадарци, Битола, Охрид и Тетоа, покривајќи соодветни региони околу овие здравствени домови кои што може овој процес да го изменаџира со кадар. Во сите напори вакцини да се обезбедат за сите, Македонија се соочува со голема вакцинацијска скепса. Пријавени досега се само 140.000 граѓани, што не прави втора скептична нација во Европа. Како луѓето да се убедат да се вакцинираат? Верувам дека сликата постепено ќе се менува како ќе доаѓаат вакцините. Планираме да се започнат кампањи да се сега се приемат институции, Европска делегација се придружува со кампања понатаму од страна Министерството за здравство, владата. Верувам дека свеста ја има присутна е, дополнително ќе се зголемува важност на овој процес и исто така верувам дека стигнуваат информациите за вакцините во нашата земја и повеќе граѓани ќе се пријавуваат. Во однос на одлуката за цената на лекување во приватните болници, Филипче потврди дека изборот е на граѓаните, но максималната сума што тие за лечење корона во приватните болници треба да ја платат не може да надмине 305.000 денари.